Многу потрошени милиарди, малку реализација, огромна буџетска дупка. Во каква кондиција е државната каса? Јавниот долг во моментов е на ниво од 58,6% од бруто домашниот производ, или вкупната сума пари што државава ја должи на кредиторите и заемодавачите надмина 8,7 милиарди евра. Најнизок јавен долг сме имале во 2008 година на ниво од 23% од бруто домашниот производ, а Македонија достигна рекордно задолжување во 2023 година и го проби плафонот од 60% од бруто домашниот производ втор пат по 2021 година. Според експертите, јавниот долг се трупа во изминатите 3 децении, но за разлика од други држави кои се и позадолжени од Македонија, многу влијае врз животниот стандард. Задачата на новата влада ќе биде да пресмета и колку камати ќе треба да се плаќаат за претходните долгови. Не е во најдобра кондиција буџетот на државата, затоа што и самата економија не е во добра кондиција. Значи, да не забораваме, ние поминавме четири како да речам кризи. Што очекува новата влада? Так. Прво треба да анализира уште колку долгови не се уште пресметане. Знаете, долговите не се пресметуваат одеднаш, туку етапно, фазно. Колку во тие долгови треба сега накнадно да се плаќаат каматни стапки на претходно земени долгови. Знаете, тоа уште треба да се анализира. Потоа, докаде се тековните капитални инвестиции кои треба да ги наследи. Моторот на економијата, реализацијата на капиталните расходи е под 30%, или заклучно со 21 мај 25,35%. Во Македонија има министерства кои не реализирале баш ништо. Пример за тоа е Министерството на Артан Групи, а исто и во Правда. Она што е интересно е дека Министерството за транспорт и врски од предвидени над 314 милиони евра реализирале само 3%, а Министерството за економија од предвидени над 5 милиони евра реализирале 1,7%. Експертите сметаат дека Македонија потврдила со реализација на капиталните инвестиции од осамостојувањето. Потребно е да се инвестира за да се придвижи економскиот стандард. Од тие 2-3 години кога сме имале некој импакт на GDP од 5, 6, 7, 8%, тоа бие влијание на тие капитални инвестиции кои сме ги направили, ние сме ги направили. Дури и Скопје 2014, какво и да било тој проект, нели, тој драматичен проект, тој имал некаков импакт врз самиот GDP, нели? А замислете да имате вие капитални инвестиции, односно да направите расходи во тие капитални инвестиции на кои што би инвестирале во инфраструктура, во енергетика, таму кај што ние сме ранливи. Инаку последно техничката заменик министер за финансии Елена Петрова обелодени дека владата во заминување за 2 недели од 1 до 15 мај прокнижила вкупно расходи од 367 милиони евра. Пред само неколку дена, техничката влада не задолжи за плюс околу 35 милиони евра со издавање на 2 нови државни обврзници. Едната доспева за 2 години, а втората за 15.